Тема органодарителство и ниската свест се уште. На оваа тема разговараме со Ирена Ралева Најдевска, поддржувач на Сдруженијето, на Националното Сдружение Храбро срце. Ирена, за жал во нашава земја се уште имаме ниска свест на органодарителство. Најпрво добро утро и од мене и благодарам за можноста да се вклучиме во ова јавување. Да, за жал, се уште во нашата земја свеста за органодарителството е на многу ниско ниво и покрај сите заложби од страна на Министерството, од страна на нашето национално здружение, ние 4 години поред собираме видеа и правиме кампања со помош на јавните личности кои што бесплатно и од срце не поддржа и се уште не поддржуваат со нивно лично излагање за тоа колку е важно органодарителството, за тоа што, не дај Боже, може секој еден од нас да се најде на таа листа, да му е потребен орган, конкретно срце, кој што е незаменливо, нема друг начин освен да се добие срце од починат донор. Колку пациенти досега се направени трансплантации на срце во земја, колку донори се? Досега се трансплантирани 11 срца од 2020 до денес. Имаме ли тука кај пациенти кои што се со механичка поддршка на срце како што е вашиот сопруг? Така, значи досега за жал од овие 11 трансплантации кои што се направени во Македонија, ниту еден пациент со веќе вградена механичка потпора не е трансплантиран, меѓу нив и мојот 32 годишен сопруг, кој што од 2019 година носи двојна механичка поддршка, затоа што знаете во 2019 воопшто немавме трансплантации во Македонија и единствен начин за да продолжи со својот живот и да дочека еден ден трансплантација беа вградени две потпори на срцето. Тоа е bridge to transplant или како мост до трансплантација. Состојбата на овие пациенти кои што не се многу на број, за жал голем дел и почина, се на многу млада возраст, од 26 годишна возраст до 48 или 50, не држете ме за збор. Меѓутоа има многу млади пациенти кои што единствена шанса за да го продолжат својот живот е со согласност од семејствата на починатите кои што ќе се сложат да бидат донирани органите. Ирена, се вели органодарувањето е највисокиот чин на хуманост. Како еден човек може да биде, велат секој може да биде органодарител? Така, значи многу малку се зборува на оваа тема. Во Македонија има закон за трансплантација, по која што по закон сите ние сме органодарители. Сега, тоа докторите подобро го знаат, јас не сум медицинско лице, меѓутоа законот вели сите по закон сме донори, освен ако во текот на животот некој изречито не сака да завери нотарска белешка дека не сака да биде органодарител. Сега, тука има многу прашалници, затоа што темата не е позната и многу луѓе прашуваат како се станува донор. Додека сме живи и здрави, можеме во кругот на семејството да зборуваме на оваа тема, ако во случај нашиот живот прерано сгасне на карил и да нема назад, кога медицинскиот тим ќе праша дали може да се донираат органите, да се согласи семејството, затоа што семејството го има последниот збор. Затоа апелираме, додека сме здрави и живи, да оставиме еден вид аманет на семејството, дека ако умреме порерано, тоа што е здраво и тоа што може да се донира, ако може да се донира. Еве, конкретно, јас сум крводарител од 18 во своји години, како и сите средношколци во тоа време почнавме така на зафрканција, но ете до денес дарувам постојано крв и знам како е кога ќе не се јават дека се бараат крвни единици, затоа што јас сум ретка крвна група и секогаш, кога сум во можност, донирам крв. Иренче, за крај, секогаш кога некој се јавува донор, се спасуваат не еден, туку повеќе животи. Тоа значи треба да биде мотив за сите нас. Точно. Од еден кадаверичен донор може да се спасат до 8 човечки животи. Може да се пресадат бубрези, срце, црн дроб, бели дробови, рожница, така, очна рожница и така натаму. Знаеме дека е многу болна тема, меѓутоа денес се тие, утре може да биде секој еден од нас и од другата страна на приказната и затоа апелирам до сите, до целата јавност, доколку не дај Боже се најдат во таква ситуација на загуба на ближниот, барем ближниот да продолжи да живее. А на тој начин ќе се спасат многу семејства, затоа што оваа борба со механички срца не е борба само на пациентите, туку на целото нивно обкружување. Ви благодарам многу, Ирена, што бевте дел од утринската програма на Македонската телевизија.